Често се среќаваат и средбите ги нарекуваат пријателски. По средбите пишуваат дека разговарале за актуелни прашања, односите меѓу двете држави и европската интеграција. Но покрај тоа лидерите на ВЛЕН очигледно се загрижени дека амбасадорот на Албанија Денион Мејдани се меша во внатрешно политичките прашања на Македонија. Тоа го кажуваат и јавно. Кога истиот ден Мејдани се сретна со Али Ахмети, Азир Алиу и Билјал Касами, последниот откри дека во рамките на ВЛЕН имало критики, бидејќи средбата била видена како обид за нивно приближување. Nuk mund të refuzoj takim me ambasadorin e një shteti, këtë rast më së paku të Shqipërisë, pa marrë parasysh rolin që në momente të caktuara ai po mundohet ta marrë në skenën politike, të cilën ja kam thënë edhe në takim, edhe në shumë raste që ai duhet të përfaqësojë shtetin shqiptar dhe të mbrojtë të drejtat e shqiptarëve konform kushtetutës dhe mos futet në këto debate politike, partijake këtu te ne. Според Касами се создава впечаток дека амбасадорот во одредени моменти лизга кон партиска или политичка идеја, што не би требало да биде така. На иста линија е Изет Меджити. Po ne dum Shqipërinë dhe kur qeveria e Shqipërisë është në nivelin e politikës ditore edhe mban anën e tjetër ne prapë dum Shqipërinë. На ова Мејдани одговори преку Facebook. Ние не правиме дневна, туку државна политика. Се согласуваме само кога сме на иста линија за гарантирање на правата, почитувањето на меѓународните договори и за чекорењето рамо до рамо кон Европа. Амбасадата на Албанија ја појасни изјавата на Касами кој рече дека на средбата Мејдани му го пренел барањето на Ахмети за средба. Во појаснувањето се наведува дека тоа било направено по барање на председателот на Албанија во пресрет на неговата посета со цел да се организира средба во собранието со председателите на албанските парламентарни партии. Станува збор за целосно институционална постапка во согласно со дипломатскиот протокол и вообичаената практика за организирање средби на високо ниво. Секое друго толкување што на овој процес му припишува мотиви или цели различни од официјалните е неосновано. Амбасадата останува посветена на институционалната коректност, транспарентноста и почита кон сите граѓани. Ставовите на ВЛЕН кон амбасадорот ги коментира интегративците. Подпредседателот на ДУИ Бујер Османи напиша дека координираниот напад врз Мејдани од страна на преферираните албанци на Мицкоски во владата дошол во момент кога албанскиот амбасадор почнал отворено да зборува за антиалбанските политики на оваа влада. Истите луѓе кои не видоа никаков проблем кога го прифатија Стојковиќ како заменик премиер, фигура што е продолжена рака на Белград и Бања Лука, денес имаат проблем со еден албански амбасадор кој не молчи. И во претходни случаи амбасадорот на Албанија бил критикуван од експоненти или лица блиски до коалицијата ВЛЕН поради заземање ставови во корист на опозицијската ДУИ.